Македонската влада ќе го чека нон-пейперот на КОС, со кој еврокомесарката ќе се обеди да го олесни за членувањето во Унијата, а потоа ќе се произнесе по него. Според најавите, со документот се предвидува членство во ЕУ за новите држави, но без право на глас, со цел да се заобиколат можните вета за полноправно членство. Во меѓувреме, премиерот Мицкоски вели дека државата пред се треба да работи на полноправно членство, а проблемот со Бугарија е да се надмине преку диалог и прифатливо решение. Треба да работиме и да направиме се што треба за да го оствариме втората наша стратешка цел, тоа е полноправно членство во Европската унија. Нема да биде лесно, затоа што претходната влада буквално направи таква компликација со евроинтегративниот процес, предавајќи ги буквално сите позиции стекнати претходно со децении, па сега ги слушам нивните перјаници како ни кажуваат, поништете го договорот, излезете, како да тоа е така во меѓународното право и во меѓусоседските односи. Доказ дека се спроведуваат реформи според Мицкоски и последната одлука на Советот на Европа за завршување на постмониторинг диалогот со оваа институција, нешто што досега не го направила ниту една држава од Западен Балкан. Тоа е настан кој што е рамо до рамо со денот на прогласување на независност на државата. Затоа што со ова признание од Советот на Европа дека се укинува постмониторингот, Европа признава дека оваа држава е зрела демократија, дека се почитуваат човековите права и дека имаме функционална влада која што се грижи за иднината на оваа држава. Оваа влада ги надмина сите претходни влади во делот на почитување на човековите права, демократијата, слободата на говорот и така натаму. Опозицијската СДСМ пак тврди дека во државата се спроведува анти-ЕУ политика и дека реформите не се вистински или целосни. Како ќе реагира ЕУ по толку вложени средства за да ја помогне на Македонија на патот на интеграциите, кога ќе види усвоен закон за правосудство што не е во согласност со препораките на ЕУ и кога ќе види дека Мицкоски ги поставува сопругите на своите колеги од ВМРО за суди и обвинители. Дали ова е патот по кој Македонија ќе оди кон интеграција или кон изолација? Европската комисија во последниот извештај за Македонија нотираше сериозни слабости во правосудството, борбата против корупцијата, слободата на медиумите и во работењето на собранието. Наместо реформи, владата намерно отвара кавги со соседите за да ја оправда изолацијата и да ги блокира преговорите. Се води анти-ЕУ кампања со обвинувања дека Европа е виновна, реагираат социјалдемократите. КОС го најави нон-пейперот за ревизија на политиката на проширување на Унијата уште во октомври, а тој треба да биде објавен во февруари или март. Директен повод за документот е прашањето за членство на Украина, откако Унгарија најави вето за Киев, но тој ќе се однесува и на државите од Западен Балкан. Сепак, украинскиот председател Зеленски веќе го одби предлогот за асоцијативно наместо полноправно членство. Црна Гора, која е најнапред во процесот и се надева на членство во 28-ма, смета дека нема потреба од ревизија на правилата за проширување. Албанија пак и покрај тоа што ги започна преговорите, оценува дека алтернативното членство е добра опција. Катерина Нешкова, Сител телевизија.